самиот мултикултурализам, мултиетникум е уште во основата на функционирањето на оваа општина Штип. Уште пред децении, да не речем и векови назад, во Штип живееле различни етникуси, различни религии, различни вери, различни правци на живот. Сите се фузирали и си работеле како едно општество. Не дозволувале да се нивните различни вери, религии да ги направат да живеат во посебни квартови, него живеели измешани. И ние како така европските вредности веќе ги имплементираме, односно ги живееме. Јас сум така растен. Во моето мало сме растени со роми кои што живееле веднаш до мојата куќа. Јас сум си играл во нивниот двор, тие во мојот двор. Сме се изградили во индивидуо, дел тие се правници, јас сум доктор, сега градоначалник, меѓутоа во општеството функционираме заедно. И како таков човек кој што растел во една шарена, да не речам заедница, каде што буквално различни луѓе со различни визии, со различни култури, со различни традиции функционирале, ние сме го славеле Бајрам, сме го славеле Влашкиот Божик или Вашка Василица, викаме ние, сме ги славеле македонските бадникови вечери и само имате дополнително повеќе празници да ги уживате како дете, додека сте растеле во ваква една мултикултурна заедница. Тоа што како градоначалник пробуваме да го направиме за општина Штип е да го направиме да биде дел од европската фамилија. Тоа што недостасува, ние ги следиме генерално во нашата општина, ги следиме сите правци, тоа што недостасува е формирањето на така нареченото европско катче. Меѓутоа во овие 10 месеци и немаме толку време и средства и организациони можности да ги изградиме, да направиме такво европско катче. Знам дека општина Струмица пред неколку месеци го отвори официјално европското катче и таа веќе почна да функционира, што е чекор плюс за општина Струмица и верувам дека општина Штип во брзо време ќе го формира тоа европско катче. Сега ние во однос на тоа да ја доближиме Европа до граѓаните, доваѓаат често посети од амбасадори од различни држави. Беше бугарскиот, беше босанскиот, беше на Велика Британија амбасадорката, беше на шведска амбасадорката, беше на рускиот амбасадор кај нас. Така да, генерално на тој начин, ние пробуваме да доближиме европската култура, европските манири до нашето општество. Мито тоа е само еден мал дел со кој што се ние пробуваме да се справиме, за да нашите граѓани, не зборам само од урбаните средини, и од руралните средини бидат блиску до европските нормативи и да бидат блиску до таа така наречена европска фамилија. Главниот проблем преку кој што треба да работиме заедно е да ги донесеме европските начала во нашата држава. Тоа се демократските права, слобода на говор, демократски капацитет, владењето на правото, владењето, слобода на изразување. Тоа се принципите на европската фамилија на што се всушност темели тоа европско движење, европско функционирање толку години наназад да функционира во една перфектна кондиција. Така да како млада општина, како млада држава во еволуција, во развивање, ние веќе сме на добар пат да веќе слободата на говорот, човековите права, демократските капацитети, изразувањето на медиумите го носиме на едно високо ниво. Овој кабинет, оваа општина и ова раководство, оваа локална самоуправа е еднаква за сите.